Македонија го достигна врвот на хаосот во енергетскиот сектор. Експертите критикуваат дека наместо средување на постоечките и вложување во нови домашни капацитети, гледаме безредие и проблеми за кои нема навремени и соодветни решенија. Додека владата трча по инвеститори низ светот на кои им нуди милиони субвенција, се правда дека нема пари за сама да инвестира, остануваме увозно зависни од електрична енергија, зашто годишно се трошат околу 200 милиони евра. Како индикатор за тоа се големите пари што државата ги дава за увоз на електрична енергија. Кога беше кризната година пред 2 години во енергетскиот сектор, беа дадени за увоз околу 400 милиони евра. Замислете, една термоцентрала сега што се води полемика е околу 200 милиони евра, а ние ги даваме така секоја година као нормална работа стана тоа. Така што работите не само што не се добри, него одат во погрешен правец. Експертите се согласни дека објектите како термоцентралата Митилинеос или пак проектот како што е Чебрен не треба да се даваат на странски инвеститори зашто се нарушува енергетскиот суверенитет. На грчки Митилинеос даваме дури и 50 милиони евра државна помош, а за возврат државата добива само обврски да купува струја и топлина. За експертите изговорот дека за сметка на изградбата на термоцентралата ќе имаме поевтино грејење е чист изговор, оти ефтина топлина би имале ако изградбата ја направи Македонија. Додека владата уверува дека нема пари, експертите дури и нудат конкретни решенија. Лично моје мислење, државата треба да го гради овој објект, а пари за ова има. Например, мој предлог е да се формира државно предпријатие акционерско друштво, во кое што капитал би имало од разни извори, да кажеме, може и граѓаните да вложуваат како акции. Замислете, има околу 5,5 милиарди евра. Тоа се огромни пари. Еден дел само да се инвестира во ова, е така да има извори за инвестиции за ваков објект. Од друга страна, собранието ја одложи комисиската расправа за 4 предлог закони за така наречените стратешки инвестиции, без конкретни објаснувања зошто и за кога ќе биде презакажана. Досега единствено оправдување дојде од првиот човек на ТИРС, Јован Деспотовски, според кој причината за одложувањето е обработување на бројните амандмани кои стигнале за законите и тие остануваат во собраниска процедура.